Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Денес ќе говориме на тема правилна исхрана за болните со карцином. По тој повод со нас во студиото е доктор Александра Хаџидимова, диетолог од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Докторке, добре ни дојдовте. Добре ве најдов и благодарам на поканата. За почеток објасните ни колку е важна исхраната за болните кои што се борат со ракот. Би кажала како вовед, да кажам, во една ваква емисија, дека исхраната е важна пред се, значи, за секој човек без разлика дали има некој тип на заболување или не, а поготово кога станува збор за една ваква диагноза, каде што пациентите секогаш реагираат доста емотивно кога ќе се соопшти диагнозата карцином. Но сакам веднаш уште на почетокот да упатам апел дека не треба да се создава никаква паника околу исхраната кога станува збор за карциномните пациенти и дека стеложениот пристап кај луѓе кои што се одговорни, значи, за оваа проблематика, ќе им даде соодветен одговор што и колку треба да го применуваат тоа во одредени услови. Да. Сигурно првото прашање на еден заболен од карцином би било која храна е непријател на карциномот? Што треба да се јаде за да се бориме со ова тешко и сериозно заболување? Да, карциномот би кажала дека прво го зазема високото второ место кога станува збор за честено појавување кај диагнозите и како никогаш досега зазема еден епидемиски карактер. И тоа пред се настанува како резултат на целокупниот променет стил на живење. Кога ќе кажем промена на стил на живење, пред се мислам дека тука не е само исхраната и дека не треба толку лесно да поминуваме преку фразата стил на живење, туку дека навистина треба да помислиме на тоа колку сме ние физички активни, значи во ова денешно секојдневие и како таа исхрана влијае, значи, врз седетарниот начин на живење кој што денеска се повеќе е присутен, значи дали станува збор од најмалиноза, значи кај дечињата па се до повозрасната работоспособна, значи, генерација. И не треба да заборавиме, бидејќи не е толку далеко тоа време, генерациите на нашите родители, значи и така натаму, дека живеевме во едно уредување кога беше многу повеќе, да кажем, истакната таа колективна одговорност, значи колективна обврска која што со себе носеше колективна одговорност, што за човекот како индивиду е многу полесно. Меѓутоа денеска со промената, значи, на општеството, на уредувањата, на, значи, капитализацијата која што доаѓа со приватизацијата и така натаму, се повеќе доаѓа до израз индивидуалната, значи, одговорност, а со тоа неминовно доаѓа до појава на поголем стрес кај човекот. Самиот стрес, значи, треба човекот да научи да го менаџира така како што треба. Ќе каже народот, секоја планина своја тежина. Меѓутоа тоа е навистина така, бидејќи карциномот како по дефиниција представува хронично пореметување на метаболизмот заради пат на имунитетот. Имунитетот паѓа точно заради, значи, некои стресогени моменти кои што се случуваат во животот на еден човек. Меѓутоа сепак, пак ќе кажам, треба да научиме како сето тоа убаво да го менаџираме, бидејќи не секој стрес треба да доведе до преголема реакција, значи, од нашиот организам, за да може со исхраната, значи, во однос на превенцијата да делуваме во моментите кога сме здрави. Значи, помеѓу диетопревенцијата и диетотерапијата постои една суштинска разлика. Диетопревенцијата ја употребуваме тогаш во моментите кога навистина треба свеста да проработи, дека треба да примаме, значи, навистина да применуваме здрава исхрана, а диетотерапијата веќе ја применуваме во моментите кога имаме поставена диагноза. Онаа храна која што ме прашавте, која што е непријател на ракот, е најчесто присутната храна која што кај нас, значи, во секојдневието претпоставувам, речи се, секое семејство ја користи, тоа е белото брашно, белиот шеќер, значи рафинираните производи, премногу обработена, процесирана храна која што би требало малку да ја сведеме на минимум и да употребуваме повеќе свежи производи кои што ќе бидат или во нивна, значи, свежа природна форма или доколку е потребно да се обработи, бидејќи не секоја храна можеме да ја внесеме нели свежа, тоа да биде, значи, минимално и на соодветен начин приготвена, бидејќи и тој момент мора да го запазиме во целиот процес на здрава храна, кога велиме, значи, употреба на здрава храна.
Да. Дали за различни видови на карцином е потребен различен вид на исхрана? Различен вид на исхрана е потребно за секоја различна индивидуа, бидејќи индивидуален пристап кон лекувањето во одредено заболување, кај одредени заболувања, без разлика што дијагнозата е иста, значи е од несомнено големо значење, бидејќи сите ние сме посебни луѓе, секој носи печат свој во однос на генетиката, во однос значи на тоа каква историја на заболување значи има неговата фамилија, неговото семејство и така натаму, и во моментот дали има некои други заболувања кои што ја следат, го следат основното заболување, и согласно значи целата здравствена состојба се препорачува соодветна медицинско-нутритивна терапија, доколку значи е потребно кај одредените значи различни видови на карциноми. Да, дали ќе можете преку примери еве да ни објасните како вие во Аџеба Адам Сестина ја спроведуваат оваа терапија со болните од карцином кои што се лекуваат таму? Антиканцерогената програма, пред се, значи морам да кажам дека во нашиот оддел е во согласност со секој ординирачки доктор, во зависност од тоа за каков тип на карцином станува збор. Значи работата е тимска, секогаш одиме во консултација, лекар специјалист, значи кој што си го води пациентот, онкологот кој што е задолжен значи во однос на класичната медицина, каде што значи станува збор за хемотерапија, зрачење, имунотерапија, хормонска терапија, без разлика што тоа значи се применува во лекувањето на карциномот, и нормално поддршката нутритивната која што ја дава одделот за диетологија и нутриција, каде што во суштина се изготвува цел план, посебно индивидуално за соодветниот пациент во однос на тоа што и колку треба да приме во соодветна доза, за да може да се направи еден баланс во лекувањето и за да може исхраната во целиот процес на лекување кај ваквите карциномни пациенти да го заземе на вистина местото кое што го заслужува. Дали може преку конкретен пример тоа да ни го објасните за некој тип на карцином, да не стане послековито? Так, например, да кажеме кај карциномот на дојка, кој што, да речем дека во последно време, исто така, не во последно време, него последната декада, значи на вистина веќе зазема застрашувачки карактер. Да, во Македонија податоците говорат дека секој ден има по 3 ново дијагностицирани жени кои што се болни од ракот на дојката, што е висока бројка, нели? Да. Би кажала и би искористила фразата на нашиот значи колега и хирург во болницата, кој што секогаш на пациентките им вели: не боледувате од тешка болест, иако самиот назив на болеста е лош и го прати лошо чувство, значи лоша емотивна реакција кај пациентите. Значи така да кога значи ќе дојдеме во ситуација да имаме пациент кој што е хируршки истретиран, значи и опериран кај во нашата болница, понатаму се договараме во зависност од тоа што следи како понатамошен процес на лекување. Таквите пациенти значи после хирургијата имаат еден период на контроли во кој што добиваат соодветна листа во првиот месец, значи што би требало и колку би требало да внесуваат од одредена храна. Потоа кога ќе дојдат на контрола после првиот месец се договараме понатамошниот систем на лекување како оди, во зависност повторно ќе кажам од лековите кои што се примаат и од терапијата, дали представува тоа хормон, дали представува значи дали се работи за хемотерапија, дали се работи за зрачење и така натаму, значи се во зависност од комплетната слика на процесот на лекување кај пациентот. Да. Доктор Хаџидимова, на интернет можеме да прочитаме различни статии дека некои луѓе се излечиле од карцином само врз база на здрава исхрана. Дали тоа воопшто е можно? На интернет точно се читаат безброј значи податоци и би кажала дека доколку тоа нема научна значи подкрепа, доколку тоа нема клинички докажани статистички анализи кои што се правени во соодветни институции, значи во различни универзитетски клиники и така натаму, дека може да остане на една предпоставка дека помогнало или не помогнало. Оставаме на самиот читател да процени колку сака да поверува во информацијата или колку смета дека таа информација само треба да ја прочита, да допре до него или не. Значи, многу е важно да не се поигрува со судбината на пациентите кои што се заболени од карцином, бидејќи таквите пациенти најчесто за сламка се фаќаат. Значи, ќе прочитаат
една статија, друга статија, најчесто се тие статии една на друга контра, значи понекогаш нешто ќе прочитате дека е добро, веднаш следната информација ви вели не, тоа не е добро, немојте тоа да го направите, направете го ова. И мислам дека уште повеќе се создава забуна која што доколку не е од соодветно стручно лице, значи дадена како совет, понекогаш може да доведе и до опасни реакции, значи кај луѓето кои што ги применуваат ваквите методи на лекување. Да, предлагам да обрнеме внимание на превенцијата од карциномите преку исхрана. Што треба граѓаните да јадат за да се заштитат од оваа болест? Диетопревенцијата, значи точно го опфаќа оној дел кога човекот е здрав и кога треба во суштина да ги избегнува оние продукти кои што најчесто доведуваат до несакани заболувања, не мора да е тоа карциномот, тука се безброј хронични заболувања кои што може да доведат до нарушување на здравјето. Ги спомнавме рафинираното, значи белото брашно, рафинираниот шеќер, рафинираната процесирана храна, значи која што треба да се избегнува и која што се смета дека е храна која што го храни самиот карцином. Понатаму тука исто така би спомнала храната за која што се смета дека понекогаш е можеби и директен предизвикувач на карциномите, тоа се премногу животински продукти во самата исхрана кај пациентите. Иако никако не се сложувам дека треба да се забрани соодветна храна генерално за сите, значи пациенти, бидејќи повторно ќе се навратам на почетокот на емисијата кога кажавме дека самиот карцином представува една состојба на стрес, на хронично пореметен метаболизам. Доколку вие на одреден пациент кој што долги години значи се исхранувал на еден начин, многу остро ја направите таа граница на промена на исхраната, може уште повеќе организмот да го ставите значи во состојба на стрес кој што нема да може да го прифати вашиот совет. Ваша задача е да најдете баланс помеѓу тоа што пациентот може да прифати да биде добро за него, меѓутоа исто така тоа да не биде толку многу строго наметнато во ситуации кога немате соодветен одговор од другата страна. Да. Така да тоа би бил мој совет да пациентите не се измачуваат со барање на интернет различни статии кои што ќе укажат на тоа што може, што не може и така натаму, бидејќи навистина може да се обратат кај стручни лица кои што ќе им дадат соодветно упатство и совети што треба да искористат во исхраната за да си помогнат самите себе си. Да ги информираме сега преку нашава емисија генерално постојат ли производи за кои што е потврдено дека се добри и дека помагаат во борбата со карциномите? Да, потврдено е за одредени значи храни дека навистина помагаат во борбата со карциномот. Значи би го спомнала морковот и би спомнала дека кај сите значи нас не треба дено да поминува без да се напиеме сок од 2-3 средно големи моркови во кои што може да ставиме едно јаболко, може да ставиме малку зелка, значи за да го подобриме вкусот и така натаму. Брокулата исто така во својот состав доста богата со нутритиенти кои што помагаат во борбата со карциномот. Тука ќе ги спомнеме сите цитрусни овошја, значи кои што исто така се богати со вакви нутритиенти. Понатаму грејпфрутот, за кој што исто така можам да кажам дека се наоѓаат ете баш на интернет различни сознанија дали треба или не треба да го примениме во борбата кај карциномот, меѓутоа во диетопревенцијата треба да се користи значи грејпфрутот, бидејќи навистина киселината која што ја содржи значи самиот тој помага во заштитата на самата значи клетка. Постојат исто така доста податоци за многу мокни липопротеински комплекси, како што се линолната и линоленската киселина, кои што ги имаме во лененото масло, и тоа се две значи есенцијални аминокиселини, кои што во комбинација со аминокиселините од младото значи младото кравјо сирење, кое што учествува како транспортер до самите значи клетки, го исполнува својот ефект во на тоа да ја го променува начинот на дишање на карциномната клетка и на тој начин помага во процесот на лекување. Така да пак ја кажам, сето тоа што има научна потврда, а овој метод има своја научно значи докажување, го прифаќаме значи како нешто што го применуваме понатаму кај самите пациенти. Да. Доктор Хаџидимова, за крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравјето, дали би сакале да упатите совет до гледачите кои што днес следат во моментов?
Би сакала да кажам дека здравата исхрана треба да се применува уште пред да ни се соопшти некоја дијагноза, дека таа треба да не следи секојдневно, дека понекогаш може би изгледа тешко да се направат некои промени во навиките. Навиката е многу тешко да ја промените кај луѓето, нека биде и добра, нека биде и лоша, меѓутоа е тешко да се промени. Така да малку поголема желба за еден здрав живот. Луѓето малце повеќе да излегуваат во природа, да шетаат, да дишат здрав, да дишат чист воздух кој што ќе го дишат со полни бели дробови, со што би рекле. Значи така да позитивниот став кон животот и како многу помага, без разлика дали се наоѓаме во стресно време, во помирно време, секое време поминато во животот во суштина представува стрес за самиот човек, значи животниот циклус продолжува, така да ако денеска нешто не сте направили или ако ми сметате дека сте го направиле лошо, другиот ден можете да го поправите и ќе ви биде многу поубаво и чувството. И сметам дека тоа е она кое што луѓето треба малку посмирено да пристапуваат кон сите работи и за се има време, ќе се стигне. Ви благодарам многу за тоа што одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Се надевам вашите совети беа корисни за нашите гледачи. Ви благодарам и на вас уште еднаш за поканата. Благодарам. Ние, драги гледачи, продолжуваме понатаму. Останете со нас.